Почитувани, добар ден. Вчера владата на Република Македонија го промовираше така наречениот петти пакет антикризни мерки. Предложени се 29 мерки. Веднаш да спомнам дека од лично искуство знам дека што е поголем бројот на мерките, толку е помала нивната ефикасност. Сепак, сметаме дека во моментов е потребна уште една мерка, 30-та на број, но прва по важност, а тоа е сузбивање на пандемијата COVID-19 во што е можен покус рок во нашата земја. Во таа насока владата требаше да се обврзе дека до крајот на јули оваа година ќе обезбеди вакцини за најмалку 1 милион граѓани на Република Македонија, односно најмалку 2 милиони дози од истите. Без ова попусто се трошат скапо позајмени пари од надвор, што ќе се враќаат со уште повисоки каматни стапки во иднина. Наместо ова, за да се сврти вниманието на јавност од катастрофата што ни се случува со над 3000 починати наши сограѓани, заклучно со вчерашниот ден, повторно се наметнаа прашања околу етничкото пребројување и обележување. Ова мора да престане. Пописот мора да се одложи за наредната 2022 година. Почитувани, како одговор на економската криза, предизвикана од пандемијата на COVID-19, владата на Република Македонија во текот на 2020 година усвои 4 пакети мерки за поддршка на економијата. Вкупниот обем на мерките изнесуваше околу 3,5% од бруто домашниот производ, што е трета најмала вредност во Европа. Од тоа мерките со буџетски импликации изнесува 2% од бруто домашниот производ, додека мерките без директна буџетска импликација 1,5% од бруто домашниот производ. И покрај преземените мерки, состојбите на пазарот на трудот во Република Македонија значително се влошија за време на пандемијата. Во вториот и третиот квартал, заедно со бројот на вработени лица, според анкетата на работна сила што ја спроведува Државен завод за статистика, е намален за 25.545, односно за 3,1% од вкупниот број вработени. Влошувањето кај пазарот на труд во Република Македонија е поизразено отколку во другите европски земји. Од земјите за кои има расположливи податоци за вториот и третиот квартал на 2020 година, само две имаат поголем пад на вработеноста отколку нашата земја. Во 2020 година се регистрирани дури 54.000 нови невработени. Падот на бруто домашниот производ во вториот квартал од 2020 година е поразителен, иако нашата земја не спаѓа во групата земји во кои туризмот игра значајна улога во создавањето на бруто домашниот производ, како што се, например, медитеранските земји и соседна Грција и Хрватска. Имено, од 38 економии, за колку што постојат податоци, 9 имаат повисок пад на бруто домашниот производ од Република Македонија во вториот квартал на 2020 година, а 28 земји помало. Сега владата, почитувани конечно по неколку месеци доцнење, го предлага петтиот пакет мерки со околу 90 милиони евра предвидени за директна буџетска поддршка на стопанството и на граѓаните. И овој пат, како и при промоцијата на претходните неколку пакет мерки, дел од мерките само се препишуваат од еден во друг пакет, без соодветна реализација, што укажува на нискиот капацитет на владата за оценка на последиците од кризата и слабо таргетирање на мерките. Да подсетиме дека претходните 4 пакети мерки требаше да тежат 1,2 милиарди евра или 11% од бруто домашниот производ, но сепак реализацијата потврли до тој степен што истите достигнуваат скромни 3,5% од бруто домашниот производ. Со еден збор, нема причина да не веруваме дека и овој пат со обемот на средства за поддршка на економијата, планирани и реализирани, ќе се најдеме на дното во Европа. Подеталната анализа за некои мерки упатува на следните заклучоци. Прво, мерката број 1, предложен владата за директна поддршка на предпријатијата за исплата на плати, повторно како услов поставува пат на приходите од минимум 30%. Голем дел од предпријатијата во Република Македонија, како што е познато, се приспособија на новонастанатата ситуација. Ваквиот критериум можеби беше валиден во мај 2020 година, но сега би требало да се спушти на 15% пад на приходите во соодветниот период. Втората мерка за бескаматни кредити преку Развојната банка е за целна група која во изминатата година најмногу настрада. Им се забранува да користат субвенција на плата ако користат кредит од Развојната банка. На дел од овие дејности им се забрани да работат, како што е познато, како што се рестораните за свадби, а сега им ги покриват делумно само трошоците. А што со останатите трошоци кои ги плаќаат? Електрична енергија, вода, комунални и слично. Потребно е јасно прецизирање на ова. Во зависност од вкупниот поголем обем на работа и изголемената добивка, компаниите ќе можат
ќе имат можност да добијат скалесто неповратен дел од 30% до 50% од самиот кредит. Кој ќе одлучува за ова и според кој основ? Ќе има ли јавно објавување на тоа кои компании ќе добијат неповратен дел на кредитот? Понатаму, со мерката за наетчиите се предвидува да добијат до 5000 евра поддршка, што е многу мал износ предвиден за оваа намена. Износот треба да биде значително поголем. Шестата мерка е за финансиска поддршка за граѓаните преку приложување на мерката за одложување на плаќање на данок на личен доход до 30 јуни 2021 година. Вредноста на оваа мерка е предвидена на 15 милиони денари, а целна група се самостојните вршители на дејност кои согласно Законот за данок на личен доход беа ослободени на плаќање на аконтации до 31 март 2021 година. Убедени сме дека е пологично да се оди со намалување или даночно ослободување, отколку целосно неплаќање за одреден период. Со одложувањето не се постигнува целта, туку само временски се поместува мерката. Ефект се постигнува ако врската се намали за одреден процент, но мора да остане императивот за навремено плаќање на обврските за даноци. Мерката број 9, како пример ја земам, се однесува на скромни 5 милиони евра за гарантна шема преку Македонската банка за поддршка на развојот. Неопходно е во износ да се зголеми на барем 10 милиони евра. Зошто се намалува износот кога претходно беше поголем? Гарантната шема се појави во третиот и четвртиот пакет и сега во петтиот пакет на мерки. Мерката под број 12, која се однесува на финансиска поддршка на хотели надвор од туристичките центри, кои не користеле ваучери, треба да се прошири за ресторани надвор од туристичките места. Почитувани дека владата при предлагањето мерки не размислува системски и долгорочно, ќе илустрираме на примерот на предвидената поддршка на извозните компании, мерката број 13 и мерките 15, 16 и 17 кои се однесуваат на измени во царинската тарифа. Кај поддршката на извозните компании не е понудена јасна методологија. Истата не е базирана на претходна анализа во делот на адресираните проблеми со кои се соочува земјата и извозните домашни компании во делот на недоволната конкурентност и активност на странските пазари. Мерките 15 и 16 се веќе донесени. Истите беа дел од четвртиот пакет мерки. Се однесуваат на измени во царинската тарифа. Но и така како што се донесени, има многу слабости. Имено изборот на автономните мерки за бришење или намалување на царинските стапки за конкретните производи или суровини е направен селективно, без претходна детална анализа. Во таа насока е потребна детална анализа на извозниот сектор и целосно редефинирање на царинската политика со нејзино усогласување со истата на Европската унија. Мерката 17 за ревидирање на царинскиот тарифник требаше да биде спроведена многу порано за мерките во делот на поддршка на извозните компании денес да бидат ефикасни. Како последна 29-та мерка во владиниот предлог е поддршката за дигитална трансформација на бизнисите кои имаат ниско ниво на дигитализација со цел побрза ковид ревитализација, како што тврде владата. Се прашуваме кој ќе дефинира што е ниско ниво на дигитализација, а што е високо ниво на дигитализација за едно предпријатие. Што е дигитална трансформација на едно предпријатие? Ставот е многу општ и остава простор за субјективност. Почитувани, како што може да се заклучи од овој селективен избор на коментираните мерки од предложениот петти пакет мерки, можеме да видиме дека се предлага сет на мерки единствено за замајување на јавноста, кој што нема да придонесе во подобрување на економската состојба во Република Македонија и означува единствено купување на време од страна на владата. Ви благодарам. Доколку има некои прашања од новинарите во врска со темата. Какви мерки во петиот пакет според вас требаше да бидат креирани, кои што ќе помогнат за зголемување на економскиот раст, конкретно за економските мерки? Дали можеби повеќе треба да се наклони пакетот кон поголеми инвестиции? Се разбира, има голем број на мерки, во оваа прилика само селективно се осврнавме, дури како што можевте да забележите, понудивме предлози за поголем број од мерките. Кај мерката за поддршка со плати, која што се однесува само на 2 месеци, мислиме дека периодот е прекраток и дека условот за 30% најмал пат на приходите е превисок и треба да се спушти на околу
15% падна приходите, затоа што, како што беше спомнато за време на пресуд, голем дел од предпријатијата веќе се приспособија. Во врска со капиталните инвестиции, ние во многу наврати тоа сме го спомнувале. Сега особено не се осврнав, можеби требаше во делот на она што им се остават средства од блок дотациите на општините за капитални инвестиции. Тоа е единствениот овдека предлог. Не знаеме зошто и досега општините не ги искористиле тие средства и како понатаму ќе ги користат поефикасно. Значи, два аспекти се тука најважни во врска со вашето прашање. Максимална ангажираност околу реализација на капитални инвестиции за поттикнување на економскиот раст во земјата и поддршка, како што рековме, на извозните компании, ама со една анализа која што ќе е претходно направена и не само за нив, туку и за оние средства што се пласираат преку Фондот за иновации и технолошки развој.